уште една содржина за денес, а тоа е линковското вклучување на нашата Ирена Спировска. Ја гледам веќе Иренка на екран. Иренка, добро утро. Голем поздрав до тебе, поздрав до Гере Трипков и Сдруженијето Еквалити. Се подготвува инклузивна новогодишна забава. Со нетрпение очекувам да ја најавите забавата и да слушнеме детали околу тоа каде ќе се одржува и кој се е поканет. Предпоставувам дека можеме сите ние заедно да отидеме на оваа убава предновогодишна инклузивна забава. Секако дека е така, Ирена, сите се поканети и добре дојдени на новогодишната инклузивна забава, која што ќе се случува токму тука во Скопје Сити Мол на 27 декември, петок, со почеток од 13 часот. Јас сум веќе во пријатно друштво со Гере Трипков, добро познат лик на пошироката јавност, долгогодишен активист за правата на лицата со попреченост, председател и основач на Сдруженијето Еквалити за активно вклучување и соодветен третман на лицата со попреченост, човек со неверојатна енергија, креативност, иницијатор на првиот моден бренд за лица со попреченост и на една феноменална модна ревија која што одбележува 2024 година и одекна неверојатно позитивно во јавноста, а активната година Еквалити ја завршува со голема новогодишна забава. Гере, добро утро. Добро утро, поздрав за сите гледачи, поздрав за медиумот Алфа телевизија. Ти благодарам, Ирена, секогаш задоволство да се биде дел од Алфа телевизија и од вашите емисии и од вашата програма. Да, оваа година 2024 не заслужува ништо помалку отколку една најзабавна, најпрекрасна и најинклузивна предновогодишна забава, каде што од оваа година веќе излегуваме од нашето мало катче, од нашето здружение, од нашата канцеларија и сакаме таа енергија да ја пренесеме и надвор и да создадеме еден синоним на интеграцијска забава помеѓу сите дечиња, независно од социјалниот статус, независно од расата, етничкото потекло и од возраста. Така да, овде во Сити Мол на 27 овој петок, значи за 2 дена, од самото утро ние ќе бидеме присутни тука, веќе се спремаме со Дедо Мраз, му ги спремаме санките, му ја чистиме санката од прашина од минатата година, ќе имаме навистина прекрасна програма, вклучително забава, музика, танц, ќе се дружиме тука, ќе цртаме, ќе испишуваме пораки, ќе ги закачуваме на елката, така што ги поканувам сите млади дечиња кои што сакаат да се забавуваат заедно со нас. Од некои мои контакти и познанства имам информации дека во петок за забавата што ќе се случува овдека доаѓаат посетители од другите градови на Македонија. Со нетрпение очекуваат да уживаат во таа инклузивна новогодишна атмосфера. Секако и терминот е одлично одбран, бидејќи е петок, крај на работната недела и секој кој што сака да започне еден убав празничен новогодишен викенд треба да дојде тука. Апсолутно, да, апсолутно. Она што го замислувавме ние е секако да има поворка. Ова ќе биде малце необичен Дедо Мраз кој што до сега дечињата не го виделе. Така што мислам дека ќе биде доста изненадени, пријатно. И тоа ќе биде загревање, значи ние ќе кружиме заедно со Дедо Мраз во целиот трговски од самото утро. Ќе ги повикуваме дечињата на забава. Потоа ќе започнеме од 1 часот со забавата, каде што ги имаме Петко Плюс, групата Доза среќа, каде што ќе имаме изведби на знаковен јазик, ќе имаме прекрасна музика, ќе танцуваме, потоа ќе не бидат веселите ирваси. Во еден момент ќе имаме исто така ќе ги имаме Мијата космонаут кој славејчињата. Така да богата програма, се надевам дека тоа ќе биде едно прекрасно заокружување на годината, не само за најмалите, најмилите, меѓутоа и за нивните родители кои што предпоставувам бар од нашата заедница имаат доста предизвикувачка година и ќе можат малку да се опуштат во убава атмосфера. Така, никој не може да одолее на убавата новогодишна празнична магија, дури ниту ние возрастните, како што спомена, ќе биде ова еден убав начин да се заокружи ова 2024 година, која што беше многу богата со настани, имавте многу активности, но чинам дека круна на се беше модната ревија која што ја споменав и промоцијата на првиот моден бренд за лица со попречености. Дали тоа и за тебе, како председател на Еквалити, е на вистина
врвот за оваа 2024 година, или може би има уште еден куп други настани кои што останаа некако недоволно експонирани во јавноста, а вие успеавте да ги реализирате според зацртената агенда и годишниот план? Ти благодарам што ми дозволуваш да резимирам оваа година. Мислам дека беше доста плодна, почнувајќи од самиот проект за млади Зен 2.0 караван, каде што работевме во 5 општини широм Македонија и каде што пробуваме да најдеме млади бисери кои што би биле наредните лидери во оваа земја, и тој ќе го продолжиме и во 2025 година во повеќе општини во еден поинаков контекст. Потоа следеше фестивалот на инклузија, кој што беше магичен, на кој што секогаш си наш гостин и ти благодарам за твојата поддршка. Таму имаме исто така еден тип на по-развиена програма од ова што ќе го видиме на новогодишната забава, така да сите се поканети и на тој наш фестивал, кој што традиционално веќе се одржува 4-та година. И потоа оној септември со модната ревија, каде што направивме, мислам дека нешто несекојдневно, каде што возможивме 31 лица да направат, да се покажат и да се искажат преку невербалната комуникација, односно да бидат манекени на тој бренд наш кој го создадовме за адаптивна мода, специфично наменет за нивните потреби, кој исто така веќе го развиваме во наредните фази, и секако оваа круна, не знам како да кажам, може би јаготка на тортата со која ќе закружиме оваа прекрасна година за нас. Наредната година еве може и еден наш како подсетник дека тоа ќе го правиме. Од наредната година повеќе ќе се ангажираме за да дозволиме повеќе пристапност за нашите најмлади во образованието и во културата, така да ќе создаваме конкретни активности, конкретни начини во кои ќе ги ангажираме сите институции, каде што веќе ќе бараме и ќе ги поддржуваме, меѓутоа и ќе бараме тоа да се придвижува напред, заради тоа што живееме во 21 век, а ние мислам дека доволно касниме со тие прашања. Токму тоа и ќе прашав дали си задоволен од сето она што е постигнато во оваа 2024, бидејќи повеќе од 10 години си активист и борец за соодветен третман на лицата со попреченост. Движиме ли напред? Кој е темпото со кое што движиме и на што најмногу треба да посветиме внимание и фокус сите како општество и ние сите како индивидуалци за во следната 2025 година? Работите се, реалноста ни е таква каква што ние, сите сме запознаени со тие предизвици во кои што живееме. Ние како заедница на лица со попреченост се соочуваме со доста предизвици во секојдневното живење. Меѓутоа, еве, јас пак ќе кажам, ние како здружение ќе се залагаме од наредната година веќе повеќе да навлеземе не само во оние креирање на политики, меѓутоа и следење на имплементацијата, бидејќи ние сме прекрасни во донесување на закони, меѓутоа имплементацијата ни е слаба страна. Јас ги собрав и прибрав искуствата од светот, имаме веќе пријатели широм светот, кои што се од нашата заедница, кои што работат веќе на ова поле со години и ќе ги пренесеме сите позитивни, апликативни пракси кои што се случуваат во странство, а мислам дека ќе можат лесно да се спроведат тука, заради тоа што секој дете мислам дека заслужува да има пристап на образование, пристап, значи слободно движење во рамки на институциите, во рамки на културните институции, во рамки на образовните институции. Тоа е законски загарантирано право, во Уставот ни го пишува тоа право, така што ќе се бориме за тоа и секако ќе ги следиме и ќе ги поддржуваме институциите, односно ќе им нудиме модели кои што може да се аплицираат лесно и не без многу средства, што мислам дека е исто добро и корисно за државата, меѓутоа пред и се за луѓето и за граѓаните. Гере, дозволи ми сега пред крајот на оваа 2024 година да упатам искрени честитки до тебе и до твојот мал, но исклучително вреден, неуморен и посветен тим на Сдруженијето Equality за сите позитивни и убави промени што ги правите во нашето општество, пред се за соодветен третман на лицата за попреченост, а секако и тебе лично да ти посакам среќна, успешна, спокојна и убава 2025 година. Благодарам, Ирена, секогаш е задоволство првата честитка да се добие од човек како тебе. Секако и благодарам на Алфа телевизија што секогаш не проследува на настаните, им посакувам на сите граѓани на оваа прекрасна мала држава љубов и мир во душата.
И еве со оваа убава порака на Гере Трипков, ние полека ќе го завршиме овој разговор, секако уште еднаш подсетувајќи ве на 27 декември, овој петок, во 13 часот, или ако сте слободни, слободно можете да дојдете и порано, да бидете дел од инклузивната новогодишна представа, да уживате со сите што ќе бидат присутни тука и заедно да ја заокружиме оваа 2024 со најубави желби и надежи за новата 2025 година. Да. Иренка, ти благодарам од срце за овој линк. Уште еднаш ќе кажам поздрав до тебе, поздрав до нашиот Гере и секако ќе да ги повикаме сите гледачи во петок во Сити Мол 17 часот, ама може и порано како што слушнавме во најавата.